Саеш да се пробаме? Ајде бе. Ај, значи дечки, денес му влегваме непробано на мајта. Мислам, да не си ја свати Калиопи сериозно работата. Да не се навреди жената да... Во никој случај. Во никој Во случај. никој случај. Ова е од кеф, од љубов, од Така, задоволство. Зато одбрана песната, од љубов. Ајде, оде. Што можам повисоко да пеам? Можеш од кај сакаш, брат. Ако веруваш во Бога, тогаш верувај во себе, не ме давај на ѓаволите. Ако можеш да ме видиш кое црнило ме пере, дај помогни ми обои ме. Обои плаво и топли ме со снагата на ветровите. Обои жолто и вечно нека мириса на јасминов цвет. Обои ме, обои ме. Асмата пеа мене. Обои ме и пред се, ти се ми боиш се од срце. Обои денови, по стари спомени, обои се што не живе. Обои ме. Бо, песниште, Така некако. Бо преаго. Може ми по-Калиопи да бидам, ама беше од прва да испукаме. Да не, а сега уште една женатура ќе уманиме. Ајде попосле. Да не влезе на Калиопи, кај си е звер? Шо вреш? Добар, супер, прекрасен. Лабав скроз. Лабав скроз, да. Брат, некако не ми беше лабаво да направам емисија, да не седнам со некој лабав битолчанец скроз. Пример, Огнен ми е лабав, ама Огнен е скопјанец моментално. Така што... Скопски зет. Да, така што ми требаше некој вака битолчанец да си седниме лабаво скроз. Оти сите се замарат кога ќе дојдат за пеење за оваа зона. Па види, јас малце ти кажав, преге се замарав малце, дали е окей, знаеш, пократки да дојдам, не, а после си викам брат. Ме гледаш мене во дрес идам. По влечка сандалка, Од кошарка и овој. Не бе брат, лабаво, тоа беше уствари цела поента на емисијата, скроз лабаво да биде. Значи да нема стеги умствени никакви, да смениме малце погледот кон телевизијата, и луѓето многу вака ги гледат некако. Да, а види, телевизијата беше синоним за една сериозност, брат, да не се лажиме, се беше официјално, не смееше мува да прелета и такви работи. Ама со денешното време, а и многу гафој што гледаме така од телевизија, во вестите и сето тоа, луѓето сакат малце да ти влезат во интимата, во она да биде полабаво, да биде по, не знам, опуштено што викат, литературно. Опуштен. И многу ми се јаги тие што пробват да користат литературни зборови, нигде го ќе оклаја. И затоа, пошто ние сме лабави сега, не можеше да прелета, ама сега ќе не јадат комарци овде и губачиња да се збораме, ама ако бе брат, природно. Се чешкаме лабаво. Да, леле, ник ни со Мими дури бегавме, дојде некоја оса, бумбароса дојде. Бумбароса. И станав сега, ме касни на сред емисија, ќе треба да прекинваме тука, јас не сум алергичен или нешто, ама немам да урлам на микрофон. Нема смисла. Не дај Боже па алергичен ќе станиш, ќе баш треба. нек ни се смеевме, ние битолчани сакаме многу да комбинираме зборови, брат. Да, скроз. Чевел патика. Сад ти спомна влечка сандалка. Сукња пантолон. Најубаво. Ти како рече се за мувата? Бумбароса. Бумбароса, Не знаеш така. дали бумбар или оса, нешто измеѓу. А брат, тоа е тие акцентските целости дури заедно си ги пишат на Facebook вака битолчани, го почни да пиши. Да. Абе све заедно напишано. И тоа ми е исто смешно, често го прамувавет по емисијама. Па тоа е види единственото добро што го имаме ние од нашиот дијалект. Да. Може и не користиме вратана и така натаму членување и сето тоа, ама барем имаме акцентска целост што поубаво звучи. Помило звучен го прави зборот. Зошто во песните користат акцентска целост? Тоа ти поубаво звучи. Поубаво легнува ритамот, ама. Тоа е брат. Са добро, са имаш и скопски песни за мене, за тебе. Да. Како ќе си легни? Машала, имаше период не само во песните, туку и во телевизиите, општо повести по ова по она. Стрикно скопски се збораше. Телевизиите се веќе брат токсицирани од дијалекти. Скроз. Не зборам само скопски, сада не има еден квази скопски што го измислуваат новите луѓе дојдени во Скопје, што сметат дека тоа е скопски, така треба да зборат за да се осеќаат поголеми скопјани. Не брат, староскопскиот дијалект е толку убаво нешто, толку мило звучно. Јас на факултет професорот мој беше по потекло од Велес, ама после факултет го ја оформил катедрата во Скопје, цел живот останал во Скопје, збораше еден толку убав староскопски дијалект што да ти е мило да го слушаш. Да.
То да, се од секогаш имал скопскиот дијалект србизми, што не е мислам, не е нешто негативно, ние имаме турцизми. Така да, нормално. Ама мило да ги слушаш, не беше пренагласено. Сега брат турбофолко навлезе во скопскиот дијалект некако. Скроз. Воглавно. Скроз. Ама, а чекај, ти факултет учеше драмски, така? Драмски, да. На шо? Драмски, филмска и ТВ монтажа. О, машала. Како, зошто, не знам да ти објаснам. Тогаш работевме со Солза и Смеја, сакав Да, бе, глума, ама идејата ми беше што сите останати колеги од Солза и Смеја, што стварно сака и што продолжија на глума, од тој момент кога ќе се запишеш на драмски факултет глума, треба да прекинеш со сите останати работи што ги правиш аматерски настрана. И тоа за мене значеше крај за Солза и Смеја, пошто сите други, Катерина Аневска, Мартин Петровски, сите останати од Солза и Смеја што се запишаа таму, прекинаа. И реков, не, јас ќе цитирам Солза и Смеја, второ најдобро што е, искрен да бидам, сакав или филмска и ТВ монтажа, или професор по албански. Тогаш почнуваше двојазичноста, рамковен договор, едно друго, беше тоа многу популарно и размислував, ќе имам работа, плюс Секогаш ќе има не работа. се очекува од македонец да биде професор по албански, така да ќе Точно. биде нешто интересно, или кувар. Татко ми рече кувар не може, ама пак И ти стана кувар. Сега сум тоа и кувар, да, уште професор по албански не ми е остварена желба, ама никош не е касно. Да бе, не можеш да знаеш, имаш учено некој? Учам, ункуп тој пак шкип. Помалку знам. Помалце. Да, опцујам да се снајдам, ако ме зашлака некој куешт спитали, да одам до болница. Најобични работи, колку да се снајдам. Оти да не. Види, секој јазик е многу убав, брат, да го знаеш, сака и нас политиката го направи тоа да гледаме негативно на сите ствари што, не знам, баш е окей да го знаеш, посебно заради тоа што имаме еден куп пријатели, колеги и сето тоа што го зборат јазикот. Да, дефинитивно е убав, брат. Кога тие ме почитуват и, пример, во друштво зборат македонски, само заради мене, зашто јас да не знам, барем да го поздравам бе брат на албански или нешто друго, мислам. Не ти менува ништо во животот. Точно. Се пример татко ми збора турски, пошто често патуваше натаму порано и германски исто. Браво. И кога одевме за Турција, и ми каже по некој збор да знам попуст да си побарам ова она. Така, се наоѓа, значи абе, позитивно нешто Значи е. влегваш два муабет и врзваш и те рачуна како да не си странец и си правиш муабет со цена турска, разбираш? Ако зборниш англиски, особено јас со дијалекто амерички, точно. Истанбул е познат по тоа. Автоматски 3 пати поголема цената. Убо е да знаеш јазик да се снајдиш. Исто тро шпански што знаеме од тие серите на почеток. Серите, брат, нашата генерација сите знаат. Да, ој Шпанија врзваш два збора и многу поинаку е, разбираш? Мене преако ми е кога ќе одам на проекти ваму кај што готвам и шпанците се исти како македонците, значи не знам брат колку е таа сличност. Може немаме физиономија, морам да признам поубај се од нас. Поубај се брат. Така си. Ама се берат одма и кризен штаб ко ние, нешто не чини, одма се берат сите, тогаш се едното, по 10 минути се мразат сите, се хејтат. Скроз. Ама кога ќе му гори на македончето исто, едното сме во тие 5 минути. Оговарат, трачарат, брат. И јас ги слушам и тие мислам ова од Македонија појма нема. Да бе, да. И не знам да му вратам, ама му враќам на англиски и му раскажам дека ги разбрав се. Леле брат, не знаеш како паничат. Јас да. Си виката ми ние 5 дена овде све и свашта зборавме, ова и се има разбрано. Ама и многу сличност имаме во смисла како што разговарат така и пишат. Глаголите исто немаат тие многу не знам. Исто ги поставуваат речениците. Точно. За разлика од англиски, германски и така натаму, дури италијанскиот е сличен. Gracias de nada, како ние, фала ништо. Исто италијанскиот е сличен во такви моменти и тие пишат како што читат со по некој исклучок. И затоа ни е полесно да ги научиме тие јазици отколку пример германски или француски, не дај Боже. Тоа еве и албанскиот пак ќе спомнам, многу тежок јазик е брат. Тој е оформен и од француски, од италијански има земено, турско има големо влијание и претешко е некој збори и да ги прочиташ, да ги изговориш. Граматиката исто е тешка, има падежи, има 300 работи. Ама чист да речам, убав албански од Албанија, не зборам сега косоварски дијалекти така натаму. Чисти албански звучи многу брат, како француски, како италијански, не можеш да сетиш. Да. Затоа се враќаме на муавета со телевизиите, брат, доколку збораме сите официјално на телевизија литературен македонски јазик, многу поубаво ќе му звучи брат и на луѓето што не слушат. И србите поќе би не разбрале,
и така натаму. Аз вика, не те разумем, брате. Да, ама... Збораме брзо, збораме дијалекти, кратиме, попараме. Да, и јако е што, например, еве Скопјани користат србизми, ама користат и измислени србизми, во смисла никад е српски, ама секад никогаш не бил српски збор, знаеш, и сега ќе го речиш му е малце, нас ни прави логика, нив не му прави на моментот. Јако е, шумо му леговме за јазиците. Са последно имав гости срби тука од тие проектите што идат. Сака да го научат македонски. Седавме на вечер до 6 савајле македонски учевме. Му го објаснував литературниот македонски, што значи членување, акцентот и сето то. И на крај ми рече, џабе ми кажуваш, братко, ти вие не зборате така овде во Битола. Во право е. Не збораме нигде така, му викам. Како викам ми го објаснуваш јазиком, а не зборате. Ние вика барем ги користиме граматичките работи, што не знам, освен Ниш нормално немат падежи. Надолу веќе друго на југу. Ниш и Куманово зборат исто. Ама барем вика ги користиме, а вие само ги учите, а не ги користите. И жално е, стварно е жално за еден јазик. Ама па имаме многу дијалекти, и тие се богатство, јас мислам така ги гледам. И многу различно збораме на село до село, брат, има голема разлика. Јас сум по татко егеец, баба дедо егејци. Збораа, брат. Баба ми збораше егејски, ама преспански, од долна преспа, како го викат тој, како што зборат дупени и натаму слично. Да. Дедо ми збораше од малку централна егејска Македонија, од многу различно. Скроз други зборои. И стварно богатство е да знаеш се. Да, дефинитивно. Дедо ми на мајка ми од егејска иначе. Се знае уствари старите на времето. Нема кај што нема егејци, брат. Од егејската зграда се знае уствари. И Скопје секој втор човек е егеец. Најмногу има избегани во Скопје, најсигурно му било, најдалеку биле од Грција. Да, шо подалеку, Има, ама имаме многу дијалекти и тие треба да си ги цениме. И не знам, за сега дали ќе најме за јазиците, не знам. Ти, земи го пример Свети Николе. Колку е 2-30 километри оддалечен од Куманово и од Штип. Не зборат ни штипски, ни кумановски, има Свети Николски. Има. Значи, тоа е големо богатство. Преако е, жими се. А иначе, дека го спомнал Банскио, имав колега музичар од Америка, од Лос Анџелес дојден и снимавме тука некои песни му правив, му снимав и спотчиња нешто. Дали се сретнавме со некои другари албанци па збораја меѓу себе, дали негде бевме па збораја меѓу себе и ми се врти, шо јазик зборат луѓето? Албански му викам. Оти како кинески ми звучи, кај го не рекол кинески се, ич не личи онака, ама ти е дека брзо веројатно. Да. И така му заличи на види, и битолскиот дијалект на албанскиот јазик, брат, има многу влијание од битолскиот говор. Има. Ние најмногу бе користиме во Битола. Кај си бе? И албански ја слушнеш во Битола, куј е бе? Да. Куј е бе нема да слушнеш. Нема. Во северна горе Македонија или во Косово или во Албанија. Ние го користиме куј е бе? Куј е бе мир? Да. Така да секој дијалект, брат, си има така богатство. Уба работа се. Што сакаш да уманиме нешто, му свириме, многу за јазиците му влеговме, нешто јазично наше весело. Не весело, небитно. Пошто сме по пародите, јас и ти дај некоја пародија да смислиме тука на лице место. Пародија? Немавте некоја пародија направена со Мими? Имавме, брат, многу, со Мими, па и со Солза и Смеја и со пароди, да, од Марија Меси Кифлиња натаму само пароди. Сашта да маниме, го памтиш текстот? Го имам испеано, брат. Сигурно поќе од, не знам, од Есма што има испеано некоја песна. Да, едно време бевте, мислам, уште си е популарно како Солза и Смеја, ама едно време бевте стварно... Да, би по настапи, по турнеи таја песна се пееше. Ке правиме муаведи за тоа. Врвев со саксафон помаси со пластичен саксафон, врвев помаси за бакшиш. Австралијата работа? Да. Јако. Неа мојдено натам. Саш да маниме таа? Ајде бе. Како беше строфата, бе? То припевот ќе го манам јас тикви со расол. Да не те високо че. Марија Меси Кифлиња, само што ги извај од рерна, ги направи на фора. Море колку години немам испеено песната. Како е строфата? После Марија Меси Кифлиња, само што ги извај од рерна, ги прави на фора.
Мажот му се врати пијанќор и ги виде кифлите, лелеко ги виде кифлите, му ги даде на мара клоците. Тера припев на Да, да. Друго нешто што има. Јас му викам како можевме да одбериме песна, брат, толку припеви што има. Да, Веш ти како скроз. пеачите знаат, брат. Значи си имате некоја поставеност дуре припевот. Да. Знаете кога ќе знаеш заврши. што Ние, да брат, направиш. ко глумци не знаеш што да направиш, треба да се глупираш дуре да Јако почне е. строфата. Ама јас, Тука например- клоци си мававме, не знам што, помаси, оди малтретирај ги луѓето. Ама уште тој припевот, значи. Уште. Мене ми крај, е нема. онакво кога сум со гитара има што да прам. Кој сум без гитара е терсене, сака рипање, скокање, треба да направиш Да, нешто, да. разбираш, некој став да имаш. Немавте некоја нешто со расчекор нешто имаше со Да, тоа беше брат од Дуа Липа. Дуа Липа беше, да. А, за расчекор смрдиме, таја беше бе. Лежам цел ден спружен на другарките над главата, над главата. Да. Ќе мани сај за мани мене? Како беше? О, па не знам дали го знам цел текст, ама ќе пробаме. Главата, над главата, и велата излези ме, а јас немам плата. Немам плата, немам плата. Контра. Не памтам, брат. Нема везе, а, се пробавме, ама има ново, има пародија. Да, И да, да, ти да, кажам, да. Најтажното, брат, за тие песни е што не можеме да ги објавиме на YouTube. Никаде, ни на Facebook. ви ги блокират, Издавачката куќа, да, брат, ги блокира. страшно Наш работа. текст е, Да, да. заради спотот. А не можеш да Заради ги пуштиш музиката без може спот. да е Не, за музиката можеш, пошто е дозволено да правиш да, што кавер. сакаш прави. Ама заради видеото, брат, а глупо е да извеш без видео, пошто глупо е. нема смисла. Да, тоа е Ние се видеото заебававме е дека тоа што има во видеото, тоа го пееме. Некое тоа е- наше гледиште. Да, бе, да. И жално, ама тоа е тоа. Тоа е убајната. Јас да ти кажам право се мислев, ја имам направено ратататата песната и ден сум убеден дека луѓето немат појма дека е преземена, уствари беше популарна на TikTok, руска песна Да, е. да. И пиши таму македонска верзија, ја направив и македонска верзија и за короната некој текст, пародија да речем. Па брат, само Супермен има поке гледаност од мене. Да, Децата ме од теб ми ја барат на настанија, има и безобразни зборови, деца се, разбираш. да. И си викам, знаеш, ни да ја пееш, ни да не ја пееш, еднаш за деца некој ме викне нешто, некој настан тука во битолата, градоначалникот дојде, запна ратататата и ја пушти тој некој позади што пушташе музика, ја имаше во тие. И тоа не беше ни матрица, со се текст. така. И се сакал Лайв некел, верзија. сакал некел, излегува зборовите што не требаше да излезат, ама нема врска. Во песните Децата- се одобрено, викат. Да, жалосно е кога излези пародија, треба да и зато TikTok го сакам, оти мање више ретко кој цензурира на Да, TikTok работи. И затоа сите пародии што ги имав направено од Нучи, некоја песна имаше Ентентини, Саваракатини, што не научив Да. ден денес што значи. Јас му ја испеав Ептен фини, деца глумат стрини. Оти чупињата од 2-13 години знашминкани ко стрини излегват. па така е. И такви ред други и многу поќе добиваат тие ми ги бараја, лайф ќе направиш, ај манија, зар ти ни е жао за око, ја имав набрано ќе ти пукнаме на око се викаше. И чеши децата кефој, Тоа ај го правеше манијата. за на короната? TikTok. Да бе, да, короната кој беше. Ете, јас имам са прашањето за тебе. Што Да. мислиш за TikTok, брат? Да ти кажам искрено, прво кога ми го збораја, си викав, абе, како не ќе правам TikTok, нема проблем. Истото, најодбивно Скроз. кон TikTok имав. Мислам, уште имам, отворам еднаш месецо, ама за промоција, мислам и за презентација. Најубав алгоритам да, има, брат. Да. Го направив TikTok-о, не клавав ништо, 5-6 месеци така ми стоеше и ко фати ептен короната, си викам секако дома седам, дај ќе направам некоја глупост, манав некоја глупост, нешто, некоја под тие пародите, брат, мавање 30.000 лајкови, не знам, милион гледаност, не Посебно знам тој шо. период, брат, луѓето и- беа заглавени само тие и телефонот, ништо Да, и си друго. викам, што се дешава, човек, и сватив дека уствари алгоритмот му е така направен, ако те види човек и ако те пушти на некој или ако те отвори уште еднаш или Одма ти те влезе на пуца, профилот, да. те дава на уште толку Да, луѓе. да. И тоа е, брат, убајна за промоција. Се што треба да направиш е да направиш нешто што ќе му фати вниманието барем 3-4 секунди на луѓето. Да. Ништо поќе.
Ако Оно што го направиш викат нешто хук такво, сега, модерно е. Аз скроз. веќе ми бегат, брат, многу... Бегат. Знаеш, зборои, некои поими... Многу нови термини има сега со новите генерации. не само како термини, абе, не размислувам така. Ти вика, ова клај го прво во видеото хук е. Му рекој хук, јас си монтирам, му викам класично, да. монтажерски. Абе, кој ќе ти го гледа така, ми вика, треба да имаш хук 5 секунди, треба да имаш ова, треба да имаш она. Еј, викам, брат, ова е цела наука. И тиктокот Скроз. стана буквално Скроз. цела наука. И така, ти викам, малце не пукна голден аур, ама ако е троќе подизгориме. Ки си барам сенка, вака Скроз. самиот. Што правевме му, бе? За тиктокот и за алгоритмо, брат, и А. тие ствари, дека ми бегат многу работи се. Бегат, брат, Не бегат. јадат годините. Ама знаеш како, ние сме тие измеѓу генерации. Миленијалс, златни миленијалс, брат. Скроз, од се фативме Од се, по нешто. од се. И ми се чини последни генерации сме што не се прибиравме Са, брат, дома. глата е таја, меморијата е таја. Јас Толку види, е. памтам поќе од вас, уште не сум женет, ама ти сега мораш да избришиш многу работи од глата. Треба да памтиш, ти текнува тие жолтите штикличиња што ги носев тогаш на таа и таја крштевка кај онај и са ти треба да знаеш, ако не знаеш кај бе, како шамари. не. Јас, брат, да ти кажам право, берикјат, да не онаквам, да не грешам душа, рајат сум од многу работи такви. Си ја погодив работата, не речам, не дека на камера сега нешто овде се објаснувам, ама има луѓе што стварно имат мака, човек. Има музичари мака што тегнат, море, секоја Да, свирка да. му е борба. И јас сич гајле немав. Као што там одиш пријатно, толку. Брат, разбираш. бракот не е само договор, бракот е и компромис. Скроз. Значи не е само да се споиш, туку Тоа не го разбират луѓето. двете страни треба да попуштат. Тоа не го разбират луѓето и то стално го зборам јас. Значи, не се работи само за неа, нити само за него. Точно. Најголема грешка ше, ако ме сакаш ќе се смениш за мене. Не, брат, никој Нема за никој грешка. не треба да се смени. Така е. Ти така е. ако ме сакаш, ќе ме сакаш каков што сум, не да се сменам. Така е. И обратно, затоа викам компромисот работи е. што не нервират. Значи, влегваш во една нова заедница. Ти претходно, особено ако си живеел сам, си навикнат на одреден начин на живот. Да. И тоа е многу тешко да се смени. Да. Ама Ама треба сватиш дека и тој другиот бил навикнат на некој одреден начин на живот и се сакале некеле, Цимерство бе, брат. Мора, да. Тој што живеел со цимери знај. знај. Еден е побогат, друг е сиромав, еден е гален, друг не едниот е организиран, другиот е хаос. Мора, брат, Така е. баланс. Така е. Јас живеев со по тројца, двајца, до тројца цимери, значи јас бев или трети или четврт, тој гужва веќе дома. Гужва. Јас во Пелагонија 5 души бевме во една Иш. соба. Во една соба 5 Готово души. ти ме победи, Тоа нема што беше- да кажувам. Тоа беше, брат, значи патешествија Точно. невидени. И брат се наоѓа средина. Така е, Се нема да тој што е хаос да му суредвам, да му чистам на секое, така е. Така. ама нема ни потреба да, пример, не знам, да му растурам на тој што е Така е, ама договор, брат. него кажи ми ти солзи смеа пре ги спомнавме. Да. Не знам дали сакаш да ги спомнуваме Не или бе, мислиш слободно, како ти брат, е- како? Зошто да не како би ти е сакал муабето? Лабаво, да јас- зборам за нешто што ми ги обележа, то сми на живот ми обележа. 15 години го тоа е. правев то. И А- сум фала му на солза и смеа што сум тоа што сум денес. Е па то, јас Значи- знаеш, немам прашања и ми иди во моменти дека ги Слободно, спомнавме брат. и сега не те ни прашав дали сега збораш Не, или не. оти да не. Ти има луѓе Са- што неќат за одредени работи. Океј, да, зборам. са, јас неќам да зборам за одредени луѓе. Неќам никој да клавам на тапет. Да бе, да. Али солза и смеа како една група, брат, како една, можам да речам дури институција. На Дефинитивно, прекрасни колеги со кои делев се, брат, горе-долу бевме иста генерација, исто размислување, ист мајндсет. На јубајте години ги поминавме заедно таму. Развој, што чини, што не чини. Во склоп на работата, во смисла, мораш да креираш карактер, лик. Пратиш Така е. луѓе, пратиш карактери, однесување и сето то. Тоа, брат, ми поможи после и натаму во животот да можам да одлучам дали некој е добар или лош човек, дали некој преварант ќе ме зафркне или со некој можам да соработувам и така натаму. Шубо. Не, ама, да- мислам, луѓе обично би сакале да зборат сега си во солза смеа, не си во солза смеа. Не, одамна не сум, А, брат, јас си За заминав. такви работи. Не ме интересират мене тие чамче муабетите, мене Точно. ме интересират убаите моменти, пошто имавте вие од Хераклеја, од Да, Дом на да, култура, од настани, од чуда, од представи, од што немавте? Турнеи, брат, Колку имавте и- видеа направено? Имаш вака Околу нека број? 760, Машала. 780 видеа. Машала.
Сега горе-долу не се сите скетчови, Да, има да. и комбинации, спотови, реклами. Нема врска. И свашта, Битно се ама многу. како готов производ изваен, околу 800 работи. Браво. Што не се малце. Не се. Додуше и јас не сум далеко да ти кажам, кој те праша уште малце 300 ќе направи, мисли Браво. овие 2 години, од Браво. овие лабавите може и има стотина, не знам колку се, ама Топ. Тоа е брат. Ете ти тогаш знаеш колку треба да се посветиш за едно видео, ами пута Треба. 800 пати Треба. така. многу посветвање Да. и берикјат последно што има апликации што можеш да и платиш, што да ти олеснат работата, компјутерите се порано побрзи, немаше ова, брат, мене порано беше душа ми ужас. излегваше. Знам, Дури имам и спотчиња правено Сега брат заедно. гледаш има онакво оптички интернет Има. праќаш за секунда брат, јас трчав до тера телевизија, трчав навлечки да го однесам скечот пред да почнат вестите да го пуштат, ти се експортирал 2,5 сати скечот 2 минути пошто компјутерот беше Pentium 3. Е така. Значи ние ги поминавме и тие работи, сега му е лесно брат на Сега лайв прелесно. телефон ќе го направиш и Прелесно е сега. кликаш само Сам лесно, сент. па си и сака толку. работа, ама е многу полесно од Оние порано. бумбаросите ми скина. Да, ти реков, бумбароси ќе летат од сите страни. А што ќе вика како фудбалер звучи, бумбароси. Да. Јако. Иначе да, тоа го правевме со Мими Муавет за општо за аудиопродукцијата, колку порано требаше да учиме од ништо, немаше Да, YouTube, да, немаше да, да. нигде кај да видиш, Точно. од искуство од луѓе од ова дона, денешно време ќе пушти TikTok, YouTube нешто за 2 дена песна ти прави батето. Да. И така да. и со видеата почнуваат. Сега се генерираат artificial intelligence, не знам, back vocals, едно Скроз. друго се брат, што нема. Скроз, само што, знаеш, креативноста си е креативност и Тоа е тешко тоа е дека- жалното, не само креативноста, него брат не знаеме поќе што е реалност, што не не е. знаеме. Вистина не знаеме. Ама берикјат бе, нека Са, има во работи. тој има уметност да го одбереш вистинскиот промпт, да го наговестиш ти вештачката интелигенција, да ја наговестиш да го направи тоа што го сакаш и да излези перфектно. И тоа е уметност, и тоа е махеризам. Дефинитивно. Треба да си махер, да знаеш да му кажеш на чичко чат GPT да ти дај Да. тоа што треба. Ама сепак, не знам, многу брат е тажно за некои професии. Сакале или не келе иди момент кај што ќе мораш да го користиш. Ти го точно, користиш точно. чат GPT? Јас брат и го плаќам проверзија, Шуго. пошто тој ми е најбитниот асистент дома. Шуго. За свашта. Не правам јас муабет со него или такви работи, ама како што битна глобализацијата во смисла Тажен на муабет, да добре. излегваме сите од земји, да живееме во други земји, да патуваме, да го видиш свето. Сега дојде брат глобализација на професиите исто. Така е. Сакаш бе брат, сваќаме дека е краток живот и дека сакаме да се пробаме во многу сфери од животот. Така е. Така еве и снимаш, и свириш, и Све, пееш, и све. професор беше, и се. Па и јас, брат, Све сега комплет. пробав кувар, пробав ова, пробав она, саке пробам професор по албански. Ами шо? И сакам да пробам и други работи, брат. Чат GPT ти помага, ако не друго, да ти објасни која е тежината, како така. треба да се однесуваш, Што да да постапуваш, очекуваш. што да очекуваш. Да не и правиш сето некој тоа. бизнис мора да не почнуваш. Да, почнувам, ама Ќе оставиме за друг. не би го кажал, пошто е малце Ако не го кажувај. темата е уште таква Не го кажувај, ти ја интимна. зема. Ете така. Ти ја зема. Прво ради тоа што нема многу конкуренција и ќе биде нешто ново на пазаро. Кај нас, во светот има веќе брат функционират. Супер. А второ и може да доживе многу големи промени проектот до реализирањето, па да речат онај најавуваше ова и ова, па са видиш изваде. Така е. Така Јас да- порано најавував и после тоа не испаѓаја работите и сега Така, си викам, така, ќути така, си, така, кога ќе точно. дојди готов Епа са- продукто, тогаш мани го. Исто ми си имаше случајно. Искуството го прави така. своето. Си имаше случајно да кажам идеја вака пред колеги, колешки и некои колешки да си ги скористат идејата. Дури јас се разбудам од зимски сон или пошто Мене сум бил со обавези. Ми ја укради идејата за дипломска, документарен филм што си го испланирав, си го смислив се, го кажав на другар, тој го кажа на симпатијата си дипломира со него, така да. Лава ове. Ништо на никој не се кажува. Абе, најубаво, ќе се ќутиш. Мора да се изгориш еднаш за да знаеш. Една многу драга тетка викаше втор пат невеста знам да дремам. Много јака реченица. Јако, скроз. Звер, сега знам, маниме нешто за крај или да Ајде. наречиме поздрав? Ајде, ке маниме бе, ама Што нешто саеш да не маним? знам по твој избор и да не го знам текстот ќе го изгуглам. Че е малце бе? Јас цел живот кумбата.
Никола се викаше. Никола се вика. Добро, го памтам, од пливање те памтам. Знам што ќе маниме сега. Ајде. Не. Никола, мој роден брат, јас те сакам, за тебе пејам. Никола, мој роден брат, јас те сакам, за тебе пејам. Виде вибрато јас држење, бе. Го имаш. Го имам, а Го имаш. цел живот со фолкери да настапи. Ама види, имавте вие и пеење на драмски, туку ти не знам дали учеше, пошто беше монтажа. На монтажа не учевме пеење, и општо не ме бива, брат, а и дека не сум слушал песни со текст, секој еден дома, брат, дур си слушаш, си подпевнуваш, Да, бе, да. горе-долу се учи. Никогаш не научив да пеам. Ама знаеш како, и не мора да научиш. Јас то сакав со лабавото направам, само не идат луѓе што неќат да пеат. Иначе и тие што пеат не идат, оти му е шубе, камоли тие што не пеат. Сакав да викам и политичари, и луѓе, рандом, знаеш, да дојди, да што било, да испеј, да го лабајме нештото, ти се срамат луѓето, особено пред пеачи да пеат се срамат, Точно, а не точно. треба да си пееш за душа, разбираш, Точно. одиш и си урлаш. Најмногу сакам, брат, некој кој стани в кафана да пее и кој ќе не фати ниту една нота, ама е толку среќен и мисли Убајно. дека пее како Павароти. Тоа е лабаво. Тоа е лабаво, така. скроз. И јас му се восхитувам на самодовербата. Јас за пеење немам самодоверба. Јас почнав да пеам на мајтап како глумец, претходно да ме натераш, немаше и па и до ден денес. На многу често ќе се соберат друштва, пеат, ајде бе кумба, јас Имаш полке само хита од устата луѓе што не отварам. пеат, уствари. Да. Јако. Од луѓе што пеат, уствари. Јако. Еј, Звер. Фала ти многу и тебе. Што ми дојде, Брат, ти ми Си дојде дома. олабајвме, да, скроз, си бевме многу олабајвме. раздалечени. бевме, се олабајвме скроз, сега битолава ќе се дружиме, тука сме. да. Кога ќе правите пак со Дуле, со овај, со онај емисии, викајте, тука сме, ќе се дружиме, Па ќе почнеме правиме. и ние за месец-два, така да сега е наредно Готово тој да си. биде гостин кај нас. Така. И ќе биде интересно. Иджи ми доđi си правиме. Добро, фала ти Звер и фала ви дечки и вас. Обично одјавувам во ова камера, овде ама многу темна ми гледа, така што овде ќе одјавиме. Фала ви што не гледавте, фала ви што сте тука и се надам дека пак ќе бидете тука наредна недела во 18 часа. Долабајме пак. Поздрав и Лабаво, подсенка така. сладоледчето и си гледате лабаво. Поздрав, имајте убав ден. Чао.